И по 23 години свежи сеќавања, болка која не се заборава. Штип одбележа 23 години од смртта на Димитар Двојаковски и Владко Петров. Бев дете тој кобен 3 мај 2001 година. Вели Васе Јовевски, сосед на Петров во Чардаклија. Не може да се заборави тој ден, не може да се заборават тие луѓе. Важно е да не се повтори, вели тој. Во негова чест е формирано издруженијето кое го носи неговото име. Тешко е да се опише чувството на денешниот ден. Јас се сеќавам уште кога бев дете на тој ден. Владко ми беше комшија, сочувство до фамилијата, сочувство до фамилијата на Димитар Двојаковски. Секако дека сеќавањата се свежи, болката не минува. Најважно од се да не се повтори се тоа што се случи тогаш. Со едноминутно молчење, положување свежо цвеќе, представници од општина Штип, представници од семејствата, политички партии, издруженија, делегации и пријатели одадоа почит на прерано загинатите бранители од 2001 година. Двојаковски и Петров ќе останат вечно запаметени, секогаш почитувани. Денес, во 21. век, воениот конфликт треба да биде уште посилна лекција дека со меѓусебно разбирање, толеранција и разумни диалози со помош на зборот, како интелектуално оружје, можат да се решат сите проблеми и сите недоразбирања. На денешен ден, точно пред 23 години, во 2001 година, во воениот конфликт, Димитар Двојаковски и Владко Петров го дадоа својот живот за одбрана на нашата татковина Македонија. Тие се меѓу првите загинати и ќе останат вечно запаметени, секогаш чествувани, секогаш почитувани. 23 години без нив, а тие остануваат да бидат забележани, запаметени, засведочени во пишаниот и именувачкиот трак на својот град, во колективната меморија на Штипјани, во колективната меморија на Штип, во историјата на една нација. Димитар Двојаковски е роден на 22 април 1972 година во Нова Горица во Словенија, а семејството Двојаковски по потекло од Берово. Владко Петров е роден на 23 јули 1977 година во штипското село Чардаклија. И двајцата животот го загубиле во Кумановско Вахсинце на 3 мај 2001 година.